Почитуван заменик председателя Битиќи, почитуван министер Бесими, почитувани екселенции, почитувани колеги и гости. Би сакал да ви упатам топло добре дојде и да ви се заблагодарам на сите вас за присуството на оваа донаторска координативна конференција. Навистина ми е драго што по речиси 3 години имаме настан од ваков тип со физичко присуство. Со цел да се исполнат развојните приоритети на секоја една земја, овие состаноци се од суштинско значење како за ефикасна координација на развојните политики, така и за обезбедување заеднички заложби за подобро искористување на странската помош кај нас. Оваа конференција е одамна задоцнета од низа причини, но нашата интенција е да воведеме редовна пракса на редовни донаторски координативни конференции еднаш или два пати во годината. Би сакал да изразам благодарност и воедно признание за нашата посветеност, за вашата посветеност, и капацитет во поддршка на нашиот политички, демократски и економски развој. Вашата подготвеност и посветените средства се исклучителен поттик за тековниот реформски процес. Преку вашата континуирана поддршка се обезбедува обемна финансиска помош за Република Северна Македонија, која ги следи нашите потреби за стабилизација и пристапување во Европската Унија. Во исто време, ни помагате да се справиме со развојните предизвици, да го подобриме квалитетот и достапноста на помошта која ни ја давате и да ја зајакнеме ефективноста на развојната соработка, при тоа исполнувајќи ги меѓународните практики и обврски. Свесни сме дека досегашниот напредок на нашата земја немаше да биде возможен без поддршката и соработката која ја градиме со вас години наназад, и за која се надеваме дека и понатаму ќе продолжи следејќи ги новите развојни и реформски предизвици. Владата има усвоено голем број стратегии на секторско ниво, но и мултидисциплинарни документи со повизионерски пристап за земјата, како што се Националната програма за усвојување на правото на ЕУ или НПА, Програмата за економски реформи, Планот за забрзување на растот, Стратешкиот одговор за ИПА-3, а во моментот работиме и на Националниот развоен план, за кој што колегите Битичи и Бесими ќе зборуваат повеќе малку подоцна. Истовремено посветени сме на адаптирање и соодветен одговор кон глобалните предизвици, како што се климатските промени, економската криза, енергетската криза, како и последиците од руската агресија врз Украина. Денеска сме собрани тука за да ви ги представиме стратешките развојни документи важни за напредокот на Северна Македонија, но и да разговараме за следните чекори за проширување на развојната соработка за да ги постигнеме целите и приоритетите што ги поставивме. Како што знаете, координацијата и усогласувањето на странската помош се интегрален дел од нашите подготовки за пристапување кон Европската Унија. Нашата влада ја препозна важноста на ефективната координација на странската помош и е посветена на натамошно подобрување на нејзината ефикасност, токму преку значително зајакнат координативен механизам предводен од владата, а поттикнат од процесот на пристапување во Европската Унија. И покрај одредениот степен на развој, управување и координација на развојната помош која што ја постигнавме до сега, се уште има предизвици кои би можеле да се надминат и рационализираат, а кои бараат итно внимание. Би споменал 3 за кои сметам дека се најважни. Натамошно подобрување на функционирањето на секторските работни групи. Во моментот имаме 11, а наскоро ќе има 13 секторски работни групи, кои треба да послужат како платформа не само за инструментот за предпристапна помош, туку и за ефективен донаторски диалог. Подобрување на комуникацијата со донаторите, треба да ја подобриме комуникацијата преку имплементирање на годишни работни планови за организација на редовни тематски настани и дискусии. Рационализирање и усогласување со стратешкото планирање на донаторите. Треба да вложиме напори за понатамошно усогласување на стратешкото планирање на донаторите со стратешките приоритети на Република Северна Македонија и да намалиме можни преклопувања или разидувања. Почитувани партнери, мапирањето и координацијата на донаторската помош никогаш не била лесна задача и бара вклучување и соработка на сите засегнати страни, и домашни и странски. Секретаријатот за европски прашања како национална институција одговорна за координација на странската помош, навистина вложи огромни напори за подобрување на координацијата со донаторите. Во таа насока говори и тоа што Северна Македонија е првата земја во регионот што воведе секторски пристап во 2015 година. Исто така сме и првата земја со целосна функционална рамка за проценка на
перформансите. И конечно, кај нас е овозможено учество на вас, донаторите, во секторските работни групи и секторските комитети за следење, затоа што сметаме дека е најдобро да постои синергија помеѓу нашите национални приоритети и стратегии и вашите меѓународни развојни приоритети. Во нашиот секретаријат сме решени да ја зајакнеме секторската координативна рамка поради широк спектар на придобивки, бидејќи тоа ќе го олесни хармонизирањето и усогласувањето на сите засегнати страни, ќе обезбеди поголем импакт на инвестициите во одредени сектори, ќе зголеми координацијата на донаторите и ќе го намали преклопувањето или разидувањето на иницијативите, ќе ги подобри синергиите меѓу различните иницијативи и во поглед на преговорите за пристапување кон Европската Унија ќе овозможи добро насочена и флексибилна помош од вас донаторите, усогласена со стратешките цели на ниво на кластери, при тоа земајќи ги предвид меѓусекторските прашања. Во исто време овој пристап ќе ве овозможи вам како наши развојни партнери подобро да ги искористите јавните средства од вашите земји и вашите буџети преку придонес кон нашата национална стратешка програма, наместо само кон конкретни развојни проекти. Посакувам на крајот да имаме успешна конференција и плодна дебата. Искрено се надевам дека денешниот настан ќе ни прерасне во еден вид на традиција или ќе добие одредена редовност, а денешната дискусија ќе ни даде нови можности да зборуваме за резултати и напредок во реализирањето на Европската агенда и позитивна трансформација на нашето општество. Ви благодарам.